Вечерва на програмата ни е изложба на Стефанија Стојановска, наш сограđanin, ликовен уметник, колега наш. Ова не е нејзино прво представување пред кавадаречката ликовна јавност. Кавадарци и Македонија ја познава Стефанија по учеството на повеќе групни изложби, неколку самостојни изложби, учество на ликовни колонии, ама еве вечерва сме сведоци на еден нов циклус кој што Стефанија се представува, со овој циклус се представува пред вас и не случајно го одбра името Речи си црно, речи си бело. Две спротиставени бои во ликовната уметност, кај сликарите познато како субстанци кои што не се бои. Црното и белото за ликовните уметници не е боја, него представува некој нивни друг свет. Белото во ликовната уметност е спој на сите бои, а црното е недостаток на светлост. Тој недостаток на светлост Стефанија се обидува преку нејзините дела да ви го разјасни вас, да се представи пред вас и да го разоткрие својот ликовен свет. Мило ми е што сум покрај Стефи вечерва и што, таа се вклучи со нејзините прекрасни дела вечерва во рамки на Кавадаречката културна есен. Пред да проговорам нешто што некои го знаат, многумина не го знаат, нешто тоа стои овде и во каталогот по повод вечерашната изложба, ќе се надоврзам во мој актерски, театарски стил во контекст на црно-белото. Дали се боја или не се боја, добар шлагворд ми даде Темко. Да не спомнувам нации, генерално сите имаме по некоја карактеристика во светот, се работи за интересен виц за црно и бело. За една нација која што е позната така по, како би рекол, по голема штедливост, или да не употребам погрешен израз или некој странски, ние викаме стиснати или шкрти или така натаму, некој излажен при некоја трансакција трговска, припадник на таква нација една, оди кај врвниот нивни свештеник да се жал. Вели, оној трговецот ми продаде црно-бел телевизор, а ми го продаде како телевизор во боја. Свештеникот го прашал, го повикал трговецот, каде е недоразбирањето да го, нели, изговорот на некој начин. И овој трговецот прашал, па вика, црното боја е? Да. Белото боја е? Да. Па телевизорот боја продадат. Сега, ликовната уметност поинако ги дефинира тие работи. Меѓутоа, Стефанија Стојановска вечерва самостојно покрај групното излагање и учество на многубројни колонии, самостојно излага по 11 пат. 11 пат, 11-та самостојна изложба, од која 4-та во Кавадарци, првата таму некаде далечната, веќе, иако е млада, 97 година во музеј галеријата, а останатите 3, вклучувајќи е вечерашнава, во Домот на културата Иван Мазов Климе. Инако е роден 1985 година, јас знам дека има дипломирано во Велико Трново, во Република Бугарија, меѓутоа овие беа да ве видам вас, вака во пријатно едно расположение, а овие ситните букви морам вака да ги видам. Значи, 2005 година во Велико Трново, Бугарија, завршува специјалност скулптура, педагошки одсек. На тој универзитет во Велико Трново, Свети Кирил и Методий. И вечерва не сме со скулптурите. Стефи може ќе ви каже пар збора каде се наоѓаат овие дела. Од наша страна, од Дом на култура како организатори и на оваа изложба и на Кавадаречката културна есен, речено, сторено со 2 збора се договоривме, прекрасни покани, каталози и дела пред се. Јас сум должен само да спомнам уште дека има учествувано
и на студентски изложби во Србија, Бугарија, Македонија, а член е и на Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци, им учествувана на групна изложба во Париз, во Франција 2012 година. Пред се многу ми е драго што ве гледам сите овдека и ми е многу мило што одвоивте време и дојдовте да ја посетите изложбата. Како што рече директорот, значи ова ми е веќе трето излагање тука во Домот на културата. Искрено благодарам нели што ми возложија пред се на директорот и на сите останати вработени во Домот на културата да бидам дел од оваа Кавадарачка културна есен. Веќе подолго време немав спремено изложба и некако дојде правиот момент и се разбира најпријатно и најдраго е тоа да биде во родниот град. И навистина ми е драго што по трет пат се враќам во овој простор. Оваа изложба веќе што ќе ја видите, значи е една селекција од дела кои што се создадени последните 6 години. Значи не дека само овие дела се создадени, имам многу повеќе, меѓутоа еве решив така во овој концепт на речиси црно, речиси бело да бидат токму овие дела изложени. Затоа треба исто така да се заблагодарам на сегашните собственици на сликите. Ќе видите дека поголем број од делата се продадени, токму поради таа причина решив оваа изложба да биде направена само еднаш. Значи благодарение на добрата волја на сегашните собственици кои ги остапија овие дела овие неколку денови, може и пошироката публика да ги погледне. Зошто речиси црно, речиси бело? Пред се ќе видите дека преовладува нели црно-белиот колорит на делата. Ќе видите колажи, цртежи, слики на платно во комбинирана техника. Значи освен што колоритот е црно-бел, некако беше испровоцирано од, како да кажам, во годините кои што минува, некако од самите доживувања на публиката во однос на моите дела, имаше такви реакции каде што некои ги доживуваа моите дела како многу тажни, темни, дали ради колоритот, нели, што е црн, што не секого значи дека црното треба да предизвика тага и тежина. А од друга страна па беше оној дел на публика што сепак ги гледа оние мали пикантери во сликите, таа мала надеж и тие моменти од животот кои што не терат нели да се приспитаме самите себе си, да размислиме каде е нашето место во овој свет. Токму поради таа причина изложбата е насловена речиси црно, речиси бело. Значи не се што е во животот е така темна, не се ни така нели едноставно. И тоа ќе го видите во самата содржина на делата.